Веруваш во мене, јас сум привид што ги нуди сите можни облици. И веќе одамна тоа не сум јас, тоа е некој што ме глуми и ужива во досада. Секој обид да ме љубиш ќе ти се врати како казна, како горка измама. Јас сум човек кој живеел во страв и кој се плаши да те допре. Не знам дали остана бар малку љубов во мене или се исчезна во времето. И така натака, и така натака. А не бев јас тако, како? Никако. Каква најава за $1.000.000. Добро вечер, добар ден, добро утро, зависи од кој кога не гледа. Добре дојдовте назад во нашиот скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам. Овој пат сега сме со гостин од другата страна, од комшиите, пошто првите две ги почнавме со локални фаци и охридски, сега мора да дојме и на гостински терен малце, односно да ни дојдет на гости. Тука во Охрид од Струга, во третата епизода од четвртата сезона. Чест ми е шо ето конечно успеавме да се организираме и да го снимиме овај подкаст со господинот младичот Христијан Миладинов од Струга. Добре ни дојде. Добре ве најдов, фала на поканата. Иначе стружени и охриđени секогаш се сакале, други веќе сакаат да не скаре, тоа е Така. друга приказна. Да, си се поштоваме, тука сме, блиску сме, така тоа е дел од нашето живење и сега и пред години. Како си? Одлично, одлично, фала на прашање, малце уморно, но Вака во последно доста зафатен ангажмани, работа, можете ево слободно да им кажеш на луѓево да тие што не те знаат да си се представиш, што работиш, што ти е професија, со што друго се занимаваш, па после ќе си навлезиме. да, по професија сум иначе професионален војник, припадник на армијата. Се занимавам со музика, мојата прва љубов, со пишаниот збор и со такви други работи, што би се рекле уметнички, народски кажано. Кажа пошто професионален војник, ево за тие што не знаат или не знаеме да речам, каква е работава на еден официјално што е професионален војник, колку имат како другиве што се 8 сати дека требит 40 минимум сати во неделата, од толку до толку сум на работа, како е тој концепт, ево, чисто да ни споделиш. Пред се работата е одговорна и самиот збор како што кажува. 8 сати, да, некогаш се 8 сати, но пред 24 сати да си секогаш на повик, не знаеш кога телефонот би задзвонил. Си сакат голема одговорност, жртва пред се, посветеност и љубов према работата. Колку време си како ето во војска да речеме? Па официјално? 3 години, 2 месеци точно. Да, како се стигви до тоа? Школа се поминви, факултет, служење војска, како и тој цел концепт што ево за многу млади можда не е ни познат што порано дека било задолжителна војска доиш после матура, колку што знам, така што сега е скроз малце поинаква работата. Па задолжителниот воен рок го укина, за жал би рекол. Мислам дека секој млад човек, ето дечко на 18 години и постар, треба то да го искуси, да го проба, да не дека да има некое знаење со оружје или дека тој треба да војува или не знам што, некои би рекле дека шириме не знам какви негативни работи, насилство, не е точно. Си сака голема одговорност и пред се дисциплина, дека од сабајле се станува се мести креветот, дека не е тука мамичка или татичко да ти намести креветот, да ти напред доручек, ручек и дека треба да станеш во 4 поручек или не знам што. Значи појке е стилот на она да си одговорен сам за себе, за другите, да дисциплина што се стеквит. И јас Так. се слушам дека на некој начин дека секој треба како искуство да има нешто. Апсолутно, за понатаму во животот мислам дека би било сосим подобро би се снашол секој млад човек.
или било на која возраст. Тебе како ти влијајте чисто вака во овие 3 години? Осеќаш дека и можда и на, сигурен сум дека влијајат на приватен план ти, имаш некои како искуства што си ги внесол во друг аспект од животот, кај што ти помогнало можда или... Да, на почетокот ми беше тешко како уметник, пошто се, ето би рекол, два различни света, како се пронајдов во таа работа, си ја сакав од малечок и ми беше тешко на почетокот, цел живот сум се бавил со уметност и некоја друга страна да, не знам, да преовлада то другава страна за да можеш да се снајдеш, но се е навика, како што врвет годините, се навикнувам и ми е баш топ. Како дојде до моментов да се одлучиш дека то сакам во животов да го правам? Па не знам сега Тоа да не ми е барам. професија. Имаме на слика од баш мал, така во маскирно облечен, застанат мирно. Од мал. Баш желно ми се јави такви филмови гледано во она. Не е значи преку вечер сега ми текна. Не, ќе бидам баш војник, баш туку од, па да не речеме од можда 6-7 години. Имаше момент кај што те влечеше друго, пошто ево со пишан збор, со музика, со сите тие работи, си се занимавал како хоби да речеме, кај што си викаш, абе чекај, можда Па со друго... музика се занимавам од 9 години. Средно завршив музичко образование. Се двоумев дали да продолжам со музика или не знам, но сватив дека да не речам ето во наводници доволно сум се усовршил во музиката и сакав да се пронајдам и во ова другово да видам како е. Па се запишав на факултетот за безбедност, одсек криминалистика. И тоа е тоа. Моментов со, да кажеме, со музика, со тие работи, не го оставаш скроз на страна, туку гледаш колку што можеш паралелно да се Па, посветиш и на тоа, да... Никогаш не би го оставил тоа нешто, не знам како прва љубов, не знам нешто што кај да одам што и да работам, секогаш се враќам на тоа некако и тешко, радосен, тажен, среќен, што би се рекло, пак музиката ми и пишаниот збор и општо било каква уметност поштовам, ценам и никогаш нема да го оставам, што би се рекло. Имат моменти кај што, не знам, со колеги војници, со тие работи, имат момент кај што може да се опуштите со песна, не знам, ево, да се погоди, да засвириш или нешто. Како не се собираме, дали кафанче, дали приватно кај некој дома, секогаш. Чи ти има таква дружба? Да, не сме стегнати до толкова. Да. Како изгледате еден ден на, не знам, на војник сега кај нас? Што се деша, станиш од Сабајле, што се некои обврски, ево што ги имате, кои што мора Па да пред речам, се, да се помине. треба да си скоцкан, среден, избричан, така, војник со брада не го бива, или било која служба, како мавар и така натака. Се крева државното знаме, секој Сабајле, тоа е нешто задолжително, и свето во армијата. Се прави смотра, изгледот на војникот и си продолжува после согласно со наредбата за денот, каква обука ќе се извршува или каква задача. Да, кај е главно, да речам, седиште кај што се, не знам, можда сега е во моментално во Македонија кај што имат најмногу војници, главна Па во касарна главниот град, или... нормално дека таму имат најпојќе касарни и најпојќе војска нормално и таму е седиштето и командата. Да, а Криволак ваму кај што беше за вежбе генерално... Да, воен полигонски Така. е тоа кај што си за извежбување баш така Да. да се проба тоа што немој да се проба негде кај што немаш доволно простор. Да дојш еден ден на власт, да речеме сега да имаш некоја позиција и моќ, би ова што го кажа, би мислел дека може да се врати да имат задолжителен воен рок за служење за можда не знам колку време, ама ево до 3 месеци може да дожи. Па да, 3 3 до 6. месеци се сосема доволни за еден млад човек да научи некои вредности. Би се рекло, војската јас ја сметам како и за понатамошниот живот, ево како уметник или било кој човек што и да прави дали спортиста или било што, би било добро како да се осамостоиш пред се како човек. Порано жена не ти давале ако нема служено воен рок. Па сега види, така, некои вредности, некоја дисциплина. Дисциплината е, сметам дека основно нешто за било што и да правиш во животот. Што и да работиш ако немаш дисциплина. Да. Ти има Да. помогнато дисциплина што имаш таму стекнато во врска со, да речам, не знам, можда дисциплина да седнеш да напишеш сега песна или да напишеш нешто друго или да сработиш нешто друго. Да, почвиш нешто, треба да се доврши нештото што си го почнал. Тоа што можеш денес не оставај го за утре, имате една поговорка.
И за музика и за све си почнал нешто добро и сега музика во уметноста си барати некоја инспирација, некој си уморен, некој си, али се наоѓаат време секогаш за тие работи. Да засвириме нешто па да продолжиме на таа страна. Како не. Мојме? Која ти е вака, ево, чисто пред да почнеме нешто кое што ти е go to шо викат англичаниве, кој ќе ти рече некој во друштво се збирате и са со ова почвам, знам дека ќе имат фидбек од страна на луѓе кои што сме собрани или зависи од друштвото? Па зависи од друштвото, види, не би се нафатил на такво нешто пошто комерцијала некако не поштам сега да почнеме дрила да свириме такви работи или не знам што, тие се да им свириш, да им продаваш уметност некојаш во друштво или на оган запалено за 1 мај. Не палет некои работи што јас ги поштувам и вреднувам, за жал. Али тоа е тоа. Би засвирал од Азра ми е така, од еден од помилените бендови, Бранимир Џони Штулич. Слободно. Не е важно одакле сам, све док знадеш куда путуjem. Тjeralo me sve da mora, gorka kora, ljute nevolje. To što brodi ne mogu da prevale, čovjek umije. Men se dušo od tebe ne rastaje. Men se dušo od tebe ne rastaje. Tamo gdje se vali loma, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspije. Moj se napor odbija od stijene, hridi kamene. Men se dušo od tebe ne rastaje. Men se dušo od tebe ne rastaje. Благодарим. Со трибините. Спомнај во Азра, кои ти се други вака омилени, не знам, и инспирација и не знам омилени дали бендови, уметници, музички артисти, дали од Македонија, XU, па и пошироко, кој Па, што Македонија би ги издвоил Архангел. Тоа е нешто што секој уметник или музичар треба да го знае, мислам, срамота е, не знаеш кој е тој бенд. Иначе сум она некако old school, знаеш, некој би ме дефинирал како као светов музикава напреднати, закочи негде 80 или не знам како, во некој XU сфери, но сметам дека прво треба да се усоврши човек во нешто што го почнал, како што правевме муабет, да имаш некоја тема на разговор, на тема музика и уметност и жанрови, и понатаму сидат свето, само не дека јас не слушам или не поштувам друга музика или нешто ново, фала Богу, секакви дечки што прават музика и авторска музика во државава цена, камо да имат такви деца, но нештото што е поназад ми е некако, не знам, помило и подраго, некако покажано кој што треба да е кажано, све е некако ако колку да е направено. попластично е можда некако. Па така, да, секоја чест на исклучоци имат. Да, секогаш бендови, имат да. исклучоци. А ова нова компонирана музика што е, не знам, таму, појма нема. Кажи си. Раста, маста таму, вабона или не знам, не сакам никого да навредам, фала Богу, или ова, не знам, не ми е поќејф и сметам дека немат, што знам, за младинава немат што да излечиш и што да се научи тоа, такво нешто. Да, види вкусови се во прашање, ама пак од друга страна што викаш не се толку како што биле порано. Посуштински, поуметнички сето тој, од една страна се гледа дека
ајде, масовно, не само во држава, туку некој таков жанр на музика е за жал можда попопуларен денешно време, се на нешто појако, побрзо, чисто, не знам, што викаат Србиве газ. Ништо, И тие ништо, работи. не, тоа е, не знам, жално до негде, штета, што, не знам, не се промовират и не се емитуваат некои музички емисии, не се емитуваат песни, не се пуштат по радио, квалитетна музика, све е колку, не знам, за жал што младинава ги инспирира такво нешто, што таков текст, такви работи, не можеш да излечиш нешто корисно или да те поттикне на нешто убаво, освен на појмане. Мотке, такви работи, Добро кога им се сервира тоа, од друга страна кога ќе видиш така медиуми дека тоа го сервират, некогаш и за жал Да. ќе преовладат такво нешто. И социјалниве мрежи некако Така. многу такви работи. Знаеш, немат ни дружба помеѓу младинава, немат ни да излезиш, не дека јас сум сега да не звучам како некој таму старец, ама ето јас кога почнав да свирам, имаше дечки што свираа да се собериш в парк, да посвири, сега немат дете што сакат да свири гитара, пример, или било каков инструмент. Маеш еднаш имам баш кажано на свирка, не чекајте да дојде 1 мај за да да појте в планина и оган да запалите, искараме вцево да го спржите и гитара дека постоите и да криво е море. Ти си го упознала. Немат и новиве песни сега што се, не можеш ни да отсвириш ни ништо. Жално. Каква е тај ситуацијава со младина воопшто и со социјалниот живот, култура и тие работи во Струга, може ево ќе споредиме и со Охрид, мислам општо. Јас можам да си кажам нормално поиќе за Апсолутно. од страна Охрид како е Струга за сегде на ниво на Македонија имат предизвици кои ќе стане збор за содржини за млади, општо младиве колку се активни, колку не се активни и сите тие работи, колку имат дружба меѓу нив, блискост кој што имало некогаш. Па види, Струга од град на поезијата стана град на, не можеш ништо да кажеш на шо за жал. Појма, ништо не се дешаваат, немат никакви културни настани. Ево дедо ми баш имаат аматерски театар и луѓе вој, абе ристе, нема ништо не правите, правиш, организираш представа, никој не идат, знаеш. Ретки се тие што си поштоват, традиционално што идали го ценеле нештото. Ма некако све се губи и се онакви, не знам, немат ни свиркиве, не се тоа што беа, не знам, некако се менви репертоарот, појма. Да, свирите вака вие редовно, мислам колку што се може редовно. И со кој свириш може да си кажеш са бенд. Редовно, сега некако стагниравме, да ти кажам право, снимам авторска музика, песна поточно. Тука во Охрид, иначе попола сум од Охрид. Да се пофалам. Пола ти се проспит. Затоа, да. Да ми кажиме Се нешто зезам. или нешто затоа да ми е простено прочка. Да. Добро, форава ми беше како она сега за нова година и да се гледаме до година. Такви фори не сакам. Нема, не знам, некако со свиркиве баталивме, иначе свирам со едни дечки од Струга, со Филип Матески, Марко Ложанковски, имам комбинации со Охрид, Манго и екипа, ги знаете, што свиревне. Се менфиме, знаеш, секој со работите, секој со ангажманите, Тапанарчево и то ми замина војска. Сакаш да свириш, Сиве morаш војници, војска да служиш, немат иначе џаве немат да функционират без дисциплина. Кај ви беа главно Струга, тешавки, свиркиве, што ги Па свиркиве, најдобри свирки што сме ги правеле Струга се во Аза, кај Пепи Бацка другарчево да пофалам, со Димче Трифун екипава, што си свиревме. Тоа беше нешто спектакуларно, да не речам, имавме неколку добри свирки, публика добра. Тоаш публиката го поштоваше, нешто го ценеше, знаеш, но наш ми теквите на момиче дојде и од Дорс нешто побара, знаеш, како што зборуваш, викам, нема, код кај си ти, што се дешава, знаеш, не. Браво, реков. Па има и дешавки, рекла е, свирајте ми Шабана и такви ствари, од Вабона што знаете, од ова. Ви си барели јо сега да виде Си да барам, си да. пробе. Ако успеет, ако не успеет. Па се тешки се тие, Тие, тешка да, стар да се- земјаче. Да си праше Да, тие. да. Ви ме викнато на свадба да свирите некај? На свадба не, ама на такви на веридби некои така прослави манифестации, ама со наш репертоар, она баш не е да речиш она ептен денес мајко решив да се женам, си ценам македонска изворна музика. Да, бе, ама фала не го Богу. свирите тоа вие. И тоа- Да, го свириме некојаш, зависи. Зависи во каква ситуација. Да, после свирка афтер, некои такви работи. Да, тоа. Она преовлад вид, знаеш нештото или планина негдека на планинаре.
си сакат. Охрид, кај правевте свирки? Кадно свиревме скоро секој викенд до лани и оломна не ми се чини 2 години поред. Секој викенд, секој втор имаше добри свиркици, имаше публика добра од Битол, од таму шо, пошто ова идеја баш за бендов, за тој некој си концепт на репертоар, такви ствари, тоа ми е мило баш. Да, супер. Да спомниме ево и за поезија, ја спомнавме неколку пати Струга играат на поезијата и сето тоа можете да го видите под месечината. Можеш нешто да ни кажеш, ова излезе кој беше во ковид пандемија, предто, последто, како беше? 2020 мислам. Значи излезе. баш во жарот. Се кој испечати, беше. но ето поради добро познатата причина се одлагаа работите. И промоција правев после короната. Добра промоција беше. Исто и дедом имаше промоција на негова книга и љубилеј за браќата Миладиновци. Гордо можам да кажам дека сум потомок од Димитар Миладинов, правнук. И се гордеам со тоа. И ето можда некој ген мавнал, дошло до мене Нешто и да напишеме нешто, да оставиме. Па тоа останвит и песна и све. Знаеш, како имат бендо свириш, ништо не си направил, нешто авторско утре ќе те нема, што си остан, не знам. Така го сметам нешто, не дека ја сега познат или не знам што да нешто бе, некоја нешто слава. од себе си, Не, мене ми да. убо, и некој што разбира, пример ти разбираш да речеш супер, ова ми значи отколку 100 души да ми рече што знаеш дека 2 бона. Да, колку Многу ги фати под не бе, на јазик ми пак и ти аман сега. Или мајца носи и мислит филме да има по 2 дела. Такви работи, Pink Floyd нешто. Филмов. Под месечината е концепт кој што има ти поезија, има ти И дешавки, да. така. Да. Не е чисто како стихозбирка. Не. Жал ми е што ето после откако се издаде отпечатко се испечати книгава, многу работи се издешаваа, така ето заминувањето војска, животот свирки, некои такви работи, но имат и други прилики, здрави се Промоција надевам. имаше Струга? Имав во киното промоција, убаво беше, имав ни музичка точка со дечки што свириме, убаво одлично испадна, задоволен сум. Нешто следно планираш, нешто вакво во иднина можда? Планирам како не, ама знаеш, планирам сега да речиш. Мислам, не Многу го работи брзаш, планирам и туку- сакам, ама си сакат и време и посветеност некако. Не знам, ја немам ни таа идеја некако и креација сега моментално. Ама не во знам. слободно време знаеш да не важно дали е сам музика, песна за нешто или ќе напишеш поезија или нека дека шавка, знаеш, имаш таква навика да Да. запишуваш Она и работи. то во ноутс телефончево, знаеш нешто ми да ти запиши си на пред спиење некојаш, трапни си онакви си забораено, онаквело, вако така. И песничево ново сега што снимам, така ми дојде, не знам, на работа нешто се задумав, се онакви. Иначе како музички идеи вака, како мелодии имам милион што сакам да се реализираат, али отом потом. Да. Не мора се да е на брзање. Има време. Млади сме. Да, кога ти беше промоцијава во Струга имаше и една интересна изведба музичка, така? Така. Со придружба на пијано имав на изведба на Тага за југ. Популарната Тага за југ. Ево сега што Игор Џамбазов ја изведе на Златна бубамара и некако крена уши, знаеш. И така народов учит дека постои нешто вистина вредно пишано, што правевме муавет преска, дека треба да се промовират нешто, Да. знаеш, или од реклами научиле песна. Чудесен свет Архангел беше на една реклама и така песна ја научија дека постои чудесен свет или Да. не знам какви работи и Тага за југ ја, Па, знаеш. Тага за југ реално и за нашиве барем краишта овдека е една од химните да не речам, ама буквално. Така, ама многу поезија. младиве не знаат ни кои се Димитар и Константин за жал. Ќе научат. И тоа е многу, знаеш, некои ето што оценет потомство овој, абе овој потомок е од Димитар и Константин. Кои се тие, знаеш? Добро. Дај да појма немам. Не знам Дај Тага за југ како да вино, изреагира, дај, Тага за југ тури. дај вино или појма немам што е ова. Може Такви делче ствари. да слушниме од... Од туга за југо? Да, Така е. Од виново. од вино дај малце наточи. Ама одамна немам свирено, ако има некоја грешка, немој да ми се наљутиш. Орелски крилја, как да си метне и в наши страни да си прелетне.
на наши места, ја да си дам, да видам Стамбул, кукуш да видам Стамбул, кукуш да видам дали sunce i tamo ugrevjan mračno kako i vamo, ugrevjan mračno kako i vamo. После имате еден рецитал шо многу е пубо на пијано изведба некој да го свири, да можам убо да се внесам онака. Па да, ајде следно Охрид, промоција некоја следна и некој настан, па здравие таму ќе може би да било чести и драго, да. Убо да се направи, да се малце ќе се вратите то. да, Тоа што и да се снимит. да, не успеало можда во периодот пошто испаднале ето такви ситуации, ковид и војска и сето то, Така. да му се врати. Ио микрофончево да него. Кај Не ми што- се кај што љутит си е- режисеров. Нема че ти се љути тој. Да. Добар е. Да. Блиски сме, се сакаме. Спомна и театар. Да. Со дедо ти имаш глумено представи О, спремано. како не, дури е големо залагање да глумиш со него. Знаеш, некој почвиш од дете цел живот по театар и влечкан од мал. Прадедо му исто бил добар актер. И дедо ми го наследил тоа. Па скоро 50 години аматерски театар во живот. Живот во Струга се дешаваат. И прва представа која имав со дедо ми беше некако како и трема и не знам како голема задача и голема улога беше таа за да застаниш да глумиш со пред се за мене голем актер. Која беше представа? Кучиња, така се викаше. Па има. Во Домов на култура? Да, Струга, да. Почнавме нешто сега да правиме, но соработава Диво Месо спремавме од Горан Стефановски. Но за жал ето јас работава кој што ми налагат, не можев да подржавме доста проби, но така испадна, за жал. Криво ми е. Што мислиш за, ево, Струга, пак Охрид, Струга, тука се во тоа што биле предводници, ајде да кажам, со толку големи дејци, сето то во култура и во тој свет, кај што, не знам, ето Струга нема ни свој театар, да кажам, официјален, дали ќе функционираат во Домов на култура, дали како посебна театарска зграда, ни Охрид немаат посебна театарска зграда, функционираат во Центар за култура. Што мислиш за тие работи, колку мислиш дека ево на младиве конкретно им недостига нешто такво и кино и таа некоја култура која што јас сигурен сум и верувам дека многу значи за младиве како плюс културна социјална содржина која што е неизоставен дел, но ако ја имаш и ако ти се понуди, ако не се нудит, ќе ги збориме работиве што преска ги спомвиме. Така, условиве кај што пробете во дедо со театаров со дечкиве се мизерни да наречам. Баракава што си ја викаме ние со бендов кај што правиме проби, кај што онаквиме капи и то онакви, знаеш, и секој сам треба да се реставрира, да се прави, да се онакви за ето то културното да обстани ти да успеш да направиш 3 представи во годината. Немаат поддршка некоја институционална општина, не знам. Поддршка, знаеш какви се поддршкиве наши и добро, знаеш вака. Ќе биде. Она Да, тапкање порано. Да. и сам ако не направиш, ако не се потрудиш. Тоа, ама пак да бидеме оптимисти. Не, во секој случај, јас види, од наше искуство и тоаш бевме и ние многу, да кажам, помали, Струга секогаш имала, да не ме свати некој погрешно, на алтернативна сцена, особено кај млади, имала, за разлика од Охрид, била на многу повисоко ниво. Што во последниве години е обратно, ама од секогаш била била пример за луѓе од Охрид, нормално и од Охрид оделе таму. Ако почнеме сега од Струшки вечери на поезијата, ама не зборам само за тоа, туку зборам и за алтернативни фестивали, музички, не знам, театарски, филмски, како и да е. Имало многу интересни
и млади иницијативи, организации, сето тоа кое што можда во последнија години го нема, иако имат сепак имат луѓе кои што уште се од тие тогаш исто биле многу помлади од таа екипа, можам и ево да ги спомниме и од Dream Short и од тие екипа кои што се кои што пак пробве нешто имат во градов. Мислиш дека имат со такви некои иницијативи можда и други млади кои што потенцијално може некако да дае некој културен притисок за нешто да се вратит на тој план на културна алтернативна сцена. Ево, пак Dream Short сега ево се видовме, бевме на отварање, имаше Europe House, фалет такви места. Не да претерано фалет, но не знам со тешко срце да кажам, што викаш младиве, кај се младиве Струга, знаеш, нема млади, се бора многу, ја сакам Струга како град, како сум растел, сум онаквел, сметам дека имам некоја улога, како потомок на Миладиновци за Струга, да се залагам лично и јас, и се залагам и ќе се залагам, фала Богу, но не знам, немаш напрсти се бројат. Реално, кои се тие што се ангажираат што прават, многу го знаеш и тие во Охрид како се, као не знам, она мило ти да видиш некој кој знаеш дојде ова да се заинтересира. Што мислиш како може да се смени тоа нешто? Кој треба да се смени? Да помогне, да не знам, да поддржи, да Не, филмов е сега на младиве Скопје. Знаеш, нам Скопје, као нешто си постигнал во животов и помин време, и што направив ништо, ама Скопје замина. Така тоа е. Не можеш така, на лето после и стругаш во небе, за нека застани теден, ти Скопје беше цела година назад, на кружно нека застани, нема тајде назад на лето, што идеш да се онаквиш, да опиеш кафе во напливалиште. Не, шала на страна, ретки се многу напарци се бројат, немаат ни бендој, немаат ни културни настани, немаат ни дечки што не знам да се заангажират, се видовме ваму, тие се истите па истите. Да. Така, не знам. И на лето и преку година. Исти, тоа е тоа. И веќе толку и силата на било кој, така ево и ти се залагаш. Секоја чест за тоа, ама толку е силата и ти знаеш толку. Не знам што да наглада скокнеме, да се онакви, не знам. Да, не, проблемот генерално е, особено во помаливе градови, со младите што заминуваат и општо не само младиве заминуваат од помаливе градови, од Охрид, Струга, Скопје, од Скопје заминуваат надвор од Македонија, така што и тоа е сега веќе или директно заминуваат надвор. Што е уште поголем проблем затоа што не верам дека некој ако замини негде со Германија дека некако ќе го вратиш кој што викаме. Или политичари што викаат да ги вратиме младите, како ќе ги вратиш, не знам, ама немаат врска. Треба ние сме овдека да правиме нешто да си се избориш за да. Да. Да те прашам за авторска музика, спомна неколку пати са нова песна се снимал, колку имаш до сега авторски песни снимено, издаено, дали кај ги има да ги слушнете луѓе? Па имам на YouTube нешто. А иначе песнава нова, уште наслов немам, за наслови сум значи Тапа. Последно нешто ми текви наслов или кажи би наслов некој вака тропни нешто рандом. Кажи ти да и снимам тоа века кај Китрозон во студио, кај Димче Китрозовски, ето, да поздравиме, голем селям. Кај Охриджани пак снимаме, бе гледаш. Да си се поштала. Нема слуга кај да снима. Иначе. Да. Иначе не знам како се викат последната, имам 5 авторски песни, ова е 6-та, така му идат. Некако. Генерално ако балади се нешто. Па балади, не знам, некако нема биват за нешто друго. Не знам, поима немам. Сакаш нешто така да направиш по-на пату. Не знам, дај друг бе, напиши ми некој да испеам она кој што прават звездички ве кај нас, знаеш како функционира тоа, дај напиши ми една песничка. Да. Добро види тоа ако ти така ти дат инспирација. Па да. Ако е тој стилот, треба тоа да си се држи. Па така, што би рекол другарчево, што свириме Фико, знаеш, си се држиш на стилот некако, тоа е тоа. Сега нешто да мениш, пак е ова шаму, некако кога да не е твое, не знам. Со сила нема ништо. Со сила бајни не би двет. Музиката си е моја, текстоите си се мој, некој така аранжманче ако ми направи што снима, сакам да е мој лично, мене ми убаво, не знам. Па некој друг вака да направи триангл, не е мој, не знам. Знаеш како викаат битно тебе да ти се свијат. Сега да не звучам егоистички, али сакам нештото си е мое да е. Тебе ако не ти се свијат првично нема што да го правиш да трошиш енергија и да се вложиш. Од срце и од душа нештото се прави ти, тоа кој поштуваат, нека поштуваат. Да. Имаш нешто авторско што може да ни Па да. Не морат од нова, или ако сакаш од нова, ако сакаш ексклузивно. Не знам.
Можда и ќе смислиме и И наслов, да, брат. да, да. Може ти во коментар некој да... Ова па да, како го реков некако ептено на приредба. Да се поклонам. Како одеше? Има во неа нешто чудно скриено, како писмо старо неотворено. За него една, за неа молчи еден, знае се, а на крајот дали ке се пронајде. Во очиве погледни ме, еј, чекај, рано е, како капка крв на дланкиве. Бизарно ме гледаш, се воздигнуваш. Живееш негде меѓу звезди милион. Те почувствував скоро во секој чуден сон. А ова сонце не знам дали ќе згасне, и тоа дете, знај ке порасне. И така натаму. Ајде ексклузивно. Ке ти честитаме кога ќе излези ти вака, супер звучи. Ви благодарам Со многу спот на- со све ќе излези? Да, нормално. Така? Со спот со се све. Само така, нема само Нема. аудио или ова, не се Со се зафркаваме. спот со се све ќе правиме. Директива ќе Да, пак ме микрофонов го треба. заборавам. научен си така, брат. Не знам очио сум научен вака, но... Контрола на микрофон за кога ќе пееш. кога Да, ќе менуваш, во кабина да. на изгледат во хеликоптер. Со ми 24 на со. Покрај сиве сега, набројавме доста работи, ама и војска, и уметност, музика, поезија, и сите тие работи, имаш нешто дополнително, кај шо скрос на страна од ова нешто како хоби, нешто што те опушта, нешто што го правиш, дали е то, не знам, спомнам преска планина, дали е планинарење, Спорт и негде рекреација. бегање. Спорт и рекреација. Што нормално. спорт вака ти е? Па јас се бавев како дете. Па да, дете до 15-16 години активно со триатлон. Така? Второ место бев државно. Не знам, индивидуални спортови, сакам, не сакам фудбал и кошарки, такви работи. Ме бара едно време за НБА, ама 20 сантими ми фалеа. И ме вратија назад. И си продолжив сам, реков, трчај си, возај си, пливај си. И си сакам, си трчам уште, си возам, си планинарам. Така, по планинички наши. Јабланица. Јабланица, Галичица. Да. Кој ти се некоја во иднина, некој планови што сакаш да ги оствариш, дали на професионален план, дали нешто и си спомнавме и на почетокот, дали во ево, музика, свирки да се вратат почесто да имаат, можда и во поблизок период може да ни кажеш ево нешто што можда не ти е моментално на календар, ама би сакал да го видиш вака. Па, со музика сакам некако ето да се ангажирам поиќе и да имат свирки, да немат гладни деца во Африка. Шала на страна со музика, не знам, музика ми е некако тоа да биде тоа што треба да е. Авторска поиќе, здравје Боже албумче, нешто. Да, како не албумче да си имаш во една физичка форма вака, да ево Јовче. Да. Пушти ја CD-ка во фолда. Или на USB може сега На USB? Да. Може бе, како не можеш на све, може и на ми прикнуј да си ја спуштиш на AUX, да си ја пуштиш. Зависи што онакво какво ти е, и на Bluetooth. Не е битно. Да, бе, зашто да не. И свирки, без свирки, зашто авторска сега, не, може кај да им свириш авторска. Трейд карта да му наплатиш, ево го, што се мисли Майкл Джексон. Не везеш карта. Мислам, ако свириш авторско? Не бе, се зафркавам. Така прават сите си, а трети ти да истеш од нешто во си вложил си онаквил, така Ти се. си повараш кај газдиве, поголема. Не бе, газдиве ќе ти дневница. речет, немат, правиш промоции овдека, немат. Дури трети
Во минус да влезеш. Значи не ти свирам, надвор Не ке ти, свирам. друг нека ти свири. парк Тоа ќе е свирам. Да. Добро, Миладин, мило ми е што си поправивме муавет Исто и вака. мене. Јас те прашав, тоа што имав да те прашам, ти си кажа, можеш и да си кажеш уште нешто ако сакаш слободно, да нема нешто што не те прашав, што сакаш да си го кажеш, да си Не, споделиш. тоа е тоа. Фала уште еднаш на поканата. Мило ми беше и мене. Здравје, ќе дојдеш пак. Зашто не вака ме фативте касно некако. Ама дојдов. Не бе касно, друг ден. А? Добро, зависи од вас како. Вие кај нас струга е касно. Ова време Покасно, ние сме струга порано легнем. Добро, добро. Да. Уште денов не е она. Чекај, кај вас. Вие тек сега ќе излегвите, море. Да. Ќе ни пуштиш кога ќе излезите официјално и песнава да обавест. споделиме, да шерниме, да на си мейл се ќе ти ја спромовира. пуштам. Ви трансфер, Не строго. ми пиши мейл на ова, не. Да, ама добро. Сакам да официјално да биде Официјално со прв ќе си бе. да, така. Со господине, почитуван. Како сакаш ти Да, така. да. Секој е Напиши добро ми на вече. крај да имат. Да. Со Селем потпишано. голем поздрав до фамилијата. Да. Фала уште еднаш, баш ми беше мило. Што ето, пак Стружани и Охриѓани се поштоваме, се држиме, блиску сме, да си правиме така некои културни настани. Охриѓани ве Струга малце да ги донесиме и Стружани ве. Сега Добро, ево ние бевме видаме. уво беше, да, Вие имат диско имате, инклузив имате, имате Ребел, кој го Небел, видел. такви работи. Ви имате секој го видел, што го видел. Да. Тоа е тоа, да не должим многу, да не должим. Ова на Кумановски беше или на На Тетовски. На Тетовски, На добро. Тетовски. Имам колеги од Тетово, затоа си попским си така си. Тоа е тоа. Фала многу. Фала и Тоа е, тебе и се гледаме на здравие, идни промоции, Ех. свирки и различни настани, па и онака Апсолутно. на дружби Струга и Охрид и в планина, зашто да не. Е, в планина може, Фала да. ти за подмесечината. Ништо. Хубаво ми текна така Да. на идање, чекај реков да ни спане ош нагости поклон не носиш. Си испоштова. Тоа беше Христијан Миладинов, трета епизода, сезона 4, имам нешто да ти кажам. Фала ви за поддршката до сега и се гледаме во наредна четврта епизода. Поздрав! А не бев јас тако